живееше една идеја за славење на нашите локални херои. Таа идеја растеше со секој подвиг, со секој успех на спортски план на голем број наши сограѓани. Денеска на крајот од 2025 година дојде време таа идеја да се реализира. Во името на сите оние кои не го дочекаа денешниот ден, а со своите спортски подвизи го афирмираа Делчево на домашен и меѓународен план во изминатите години, сакаме да упатиме порака дека ниту еден успех не е заборавен. Почитувани присутни, драги сограѓани, спортски работници, тренери, спортисти, драги гости и љубители на спортот. Вечерва избираме спортист на годината на општина Делчево. Тука сме собрани сите да им одадеме признание на оние кои со својата упорност, дисциплина и спортски дух ја представуваат нашата општина со гордост. Спортистите се најдобар пример дека успехот не доаѓа случајно. Тој е резултат на многу труд, жртва и верба во сопствените можности. Општина Делчево со овој настан покажува дека спортот е важен сегмент, не само како надпревар, туку како начин на живот, воспитување и инспирација за младите генерации. Во продолжение ќе ги прогласиме најдобрите спортисти, екипи и спортски работници кои одбележаа годината што изминува со резултати и посветеност. Секое признание што ќе биде доделено вечерва носи порака дека трудот се препознава и вреднува. Нека следниве минути бидат празник на спортот, ферплејот и успехот. Сега го поканувам градоначалникот на општина Делчево, Иван Косевски, да земе збор. Повелете, градоначалник. Благодарам. Почитувани спортисти, тренери, спортски работници, почитувани мои сограѓани. Делчево вечерва го слави спортот и испишува нова традиција со која вреднуваме и оддаваме признание на нашите неуморни спортисти, на нивните успеси и постигнати резултати. Спортот е предизвик за успех кој те создава и гради како личност. Те подготвува да се соочиш со сите предизвици и те издига над просечното, испишувајќи вредности кои те водат низ животот. За мене представува посебна чест што Делчево за прв пат востановува традиција со која оддаваме признание на нашите успешни спортисти и ги мотивираме сите делчевски млади да постигнуваат резултати и да рушат рекорди и да го промовираат името на нашиот град Делчево, како наши амбасадори сегде низ светот. Бидејќи нашите спортисти се гордост на нашето Делчево. Тие се најдобрите амбасадори на градот, на терените, салите и надпреварите, носејќи го името на Делчево со чест и достоинство. Знам, како поранешен спортист, дека за секој успех стојат многу откажувања, напорни тренинзи, поддршка од семејствата и огромна работа на самите терени. Морам да ве потсетам дека во Делчево спортот е традиција и предизвик кој со децении освојува многу млади во сите категории и многу генерации. Тргнувајќи од познатата соколска организација Соколи во 20-тите и 30-тите години од минатиот век и нивните успеси како добри атлетичари и гимнастичари.
па преку првиот фудбалски клуб создаден во истиот период ФК Брегалница, па познатиот ракометен клуб во 70-тите и гимнастичарите во салата Партизан. Спортот живеел и создавал спортисти кои биле за пример во локалната средина и пошироко на државно и меѓународно ниво. Денес во Делчево постојат активни спортски клубови од областа на кошарката, ракометот, фудбалот, кикбоксот, планинарскиот клуб, а успешно функционираат и училишните спортови во трите образовни институции. Во однос на спортската инфраструктура, во Делчево има 3 училишни спортски сали, надворешни повеќенаменски игалишта на училиштата, има отворени тениски игалишта, отворен градски базен, градски фудбалски стадион, што значи како спортска инфраструктура се исполнити основните услови за развој на сите видови спортови. За рекреативен спорт, општина Делчево располага со пешачки и велосипедски патеки со вкупна должина од вкупно 17 км. Како и мапирани и маркирани планинарски патеки кои се усогласени согласно со законот на планинарски патеки и правилникот на планинарски патеки на Федерацијата за планинари на Република Македонија, а се во должност од 49,5 км. Продолжуваме и понатаму да градиме функционални спортски објекти и во таа прилика сакам да истакнам дека старата спортска сала во спортскиот комплекс на Делчево, која повеќе од 2 децении го наградува градот и сведочи за негрижа и недомакинско работење со јавните средства и од локалната и од централната власт. Во наредната 2026 година ќе биде целосно реконструирана, ќе добие нов лик и ќе прерасне во центар на спортските настани овде во Делчево. Воедно за сите спортски клубови во наредната 2026 година општина Делчево за прв пат ќе издвои рекордни 1 милион денари. Средства кои ќе се доделат на транспарентен начин преку јавен повик. Ова се средства со кои сакаме да помогнеме на спортските клубови и индивидуалци во нивниот пат кон спортскиот успех. Ова е инвестиција во нашите млади, во здравјето, по позитивните вредности и во еднината на нашата убава општина. Вие спортистите сте доказ дека со труд и упорност соништата се остваруваат. Продолжите да бидете пример, инспирација и мотив за младите генерации кои што му доаѓаат на Делчево. На добитниците на признанијата им честитам од се срце, а на сите спортисти им посакувам пред се здравје, уште многу успеси и победи и на теренот и во животот. Честитки и нека ни е честита денешната прослава на спортот. Благодарам. Почитувани присутни, сега следува доделувањето на признанијата и плакетите. Истите ќе ги додели градоначалникот Иван Гоцевски. Врз основа на програмата за спорт на општина Делчево за избор на најдобрите од спортот за 2025 година, општина Делчево доделува признание на Мартин Спасевски за млад надежен спортист во општина Делчево за 2025 година. Врз основа на програмата за спорт на општина Делчево за избор на најдобрите од спортот за 2025 година, општина Делчево доделува признание на Ивана Арсениевска за спортистка на годината во општина Делчево за 2025 година. Со оглед на тоа што Ивана не е со нас, ни испраќа порака преку видео. Да ја погледнеме. Сите присутни во општина Делчево. Иако моментално не сум можност лично да присуствувам, ми представува голема чест што сум избрана за спортист на годината. Сакам искрено да се заблагодарам на општина Делчево за доделеното признание. Голема благодарност до сите луѓе кои беа и се уште се дел од моето патување и мојот развој. Оваа награда ми представува дополнителен мотив да продолжам да работам и да напредувам. Ви благодарам од срце. На програмата за спорт на општина Делчево за избор на најдобрите од спортот за 2025 година. Општина Делчево доделува признание на Јучо Петровски Клубски за тренер на годината во општина Делчево за 2025 година.
Општина Делчево доделува признание на кошаркарскиот клуб Патриот 2016 за спортска екипа на годината во општина Делчево за 2025 година. Ја повикувам Ана Ангеловска, капитен на екипата, да го прими признанието, а во една стена ја повикувам целата екипа. Врз основа на правилникот на доделување награди и признанија, градоначалникот на општина Делчево доделува плакета на Ендуро Тим Делчево за успешна соработка и унапредување на спортот во општината. Врз основа на правилникот на доделување награди и признанија, градоначалникот на општина Делчево доделува плакета и наголад приз за успешна соработка и унапредување на спортот во општината. На доделување награди и признанија, градоначалникот на општина Делчево доделува плакета на училишен спортски клуб Свети Климент Охридски Делчево за унапредување на спортот во општината. Градоначалникот на општина Делчево, согласно правилникот за доделување награди и признанија на општина Делчево, доделува парична награда за освоено прво место на државен надпревар за кикбокс на кикбоксинг клуб АС Делчево. Општина Делчево доделува благодарница на планинарски спортски клуб Голаб Делчево за особен придонес во промоција и поддршка на развивањето на спортот во Делчево. Општина Делчево доделува благодарница на Мери Арсениевска за особен придонес во промоција и поддршка на развивањето на спортот во Делчево.
благодарница од општина Делчево добива и Лјупчо Стојчевски. Следната благодарница е за Давид Златковски, планинарски спортски клуб Голов Делчево. Само да кажем на работот Давид Златковски во Швајцарија искачува зимни искачување на Алпите за 2 Општина Делчево доделува благодарница на Бојана Ѓоргиевска. Следната благодарница е за Андреј Митков, кикбоксинг клуб АС Делчево. Општина Делчево доделува благодарница на Лјупчо Чучуковски. Следната благодарница е за Павел Стојчевски. Општина Делчево доделува благодарница на Кристијан Велиновски за особен придонес на промоција и поддршка на освајањето на спортот во Делчево. Следната благодарница е за фудбалски клуб Брегалница Сениори. А за млади кој ќе излезе? Исто. Ама има много. Општина Делчево доделува и благодарница на фудбалски клуб Брегалница млади категорија. Општина Делчево доделува благодарница на Мики Ивановски. Нека излезе и сега го поканувам Мики Ивановски. Општина Делчево доделува благодарница на Борче Ивановски. И последната благодарница е за Бојан Ивановски, најмлад боксер во Делчево. Почитувани присутни, ја завршуваме вечерта посветена на спортот и спортските вредности. Им честитаме на сите наградени, но и на сите спортисти кои секој ден вложуваат труд, време и љубов во она што го работат. Вие сте гордост на Делчево и вистинска инспирација за младите генерации. Нека ова признание ви биде мотив за уште поголеми успеси, а на сите нас подсетник дека спортот обединува и создава шампиони и на терен и надвор од него. Пријатна вечер.